Со најубави желби во 2017 година, здравје, среќа и берекет, ја започнуваме ова нова емисија на Автомагазин. Воедно ви го честитам Божик и Божикните празници. Семејниот празник е секогаш добро време да сме сите заедно. А за ова Божикно издание на Автомагазин ви подготвивме содржини кои доликуваат на Божик. Да не должиме многу. Најголемата желба на сите жители на Македонија е да имаме почиста животна средина и почист воздух за дишење. За жал, параметрите се поразителни. Но еве што ни носи една студија која е направена од страна на австријски и на фински стручњаци за животна околина, а е направена по нарачка на градот Скопје и Министерството за животна средина. Таа покажува дека автомобилите и не се најголемите загадители на воздухот во Македонија. Но да видиме што вели студијата. Автомобилите загадуваат, но не толку колку што мислевме. Според студијата што ја изработија фински и австријски експерти заедно со градот Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, сообраќајот учествува со 20% во загадувањето со PM10 честички. Најголем процент од нив потекнува од загревањето на домакинствата, дури 32%. Уличната прашина и градежните активности учествуваат со 19%, а индустријата со 18%. Останатите загадувачи, како што се сулфатните и нитратните соли и другите, го зачинуваат воздухот што го дишаме далеку помалку. Според планот за подобрување на квалитетот на воздухот во Скопскиот регион за намалување на загадувањето потребни се долгорочни и координирани активности на општините и државните институции. Првиот чекор веќе е направен со подготвувањето на интегрираниот катастар на загадувачите на животна средина, кој ќе посочи каде треба приоритетно да се работи. Податоците што тој ги содржи отвораат можности навреме да се преземат мерки на централно и локално ниво за да се спречат евентуалните нарушувања на животната средина во градот. Во поглед на сообраќајот досега се делуваше со прскање на улиците со специјално средство и воведување на посебен сообраќаен режим за тешките товарни возила. Се планира набавка и на 50 електрични автобуси, но главниот проблем останува. Тоа е загадувањето што го прават старите увезени автобуси за градски сообраќај и автомобили. Најкритични за здравјето се суспендираните PM10 честички, чиј главен извор се дизел моторите, индустријата и печките на дрва. Тие предизвикуваат оштетување на белите дробови, астма, бронхитис, па дури и канцер. Нивната максимално дозволена дневна концентрација е 50 микрограми на кубен метар. Во случај на нејзино надминување 5 последователни дена, во однос на сообраќајот се препорачува да се користи јавниот превоз, односно возилата да не се користат без поголема потреба и повеќе лица да се возат со едно возило. Но сето тоа е само средство да се спречи влошувањето на состојбата. Елиминирањето на употребата на старите возила што прекумерно загадуваат е процес што може да трае децении, а ние не сме го ни започнале. Поради популистичката и ступидна политика на увоз на стари возила и автобуси за градски превоз, долго ќе ги чувствуваме последиците. Токму така, лошата и популистичка политика не доведува во извонредно непријатни ситуации, во ситуации каде што повеќе пари ќе трошиме на лекови отколку на квалитетот на живење. Се надевам дека во иднина овие недостатоци нема да се повторат и ќе имаме сили и можности, односно парични средства, да го подмладиме возниот парк и да зголемиме нашата еколошка свест. Сега се селиме малку во Западна Европа, каде еколошката свест е на извонредно високо ниво.
без оглед дали се работи за ултраспортски автомобили или пак за мејнстрим автомобили, загадувањето, односно емисијата на CO2 е сведена на можен минимум. Тоа е случај и со Lamborghini Aventador S, кој покрај неговите 740 конски сили има ниска емисија на издувни гасови. А веднаш по него ќе ви го прикажеме новото остварување кое ни доаѓа од Штутгарт во форма на купе. Тоа е E-класа купе. Најновиот потомок на славната лоза V12 модели на Lamborghini неодамна беше обновен. Ке кажевме значајно да беше во прашање некој друг производител, но кај Lamborghini тоа едноставно не е можно. Неговите машини се доведени до совршенство кое може само суптилно да се подобрува. Може би е случајност, а може би токму затоа обновениот Aventador е доозначен со буквата S. Комплексната мускулеста каросерија од јаглеродни влакна сега има поагресивен дизајн со поголем преден спойлер и два дополнителни отвори за воздух. Назад целиот простор меѓу светлата и надбраникот е во црно, а од реобликуваниот дифузер се надзираат три издувни цевки. Унапредената аеродинамика обезбедува за 130% поголема сила на прилепување на предните тркала, додека задниот спойлер, кој се подесува во 3 степени, дури и за 4 пати на задните тркала, што е како порачано при ослободувањето на сите 740 конски сили. Извлечени од 6,5-литарскиот мотор при 8400 вртежи во минута, тие му обезбедуваат идентични перформанси како и на стандардниот Aventador. Забрзување до стотка за 2,9 секунди и максимални 350 км на час. Наведените бројки беа пречекани со мало разочарување кај тврдокорните љубители на автомобилите со збеснат бик на носот. Тие очекуваат 770 коњи, колку што имаше лимитираниот Centenario. Место нив, Aventador S од него го доби системот за управување на сите 4 тркала. Заедно со унапреденото ослонување, тој обезбедува нова возна динамика, контролирана од електронски систем со 4 модуси на работа. Нов меѓу нив е персонализираниот его режим, кој му овозможува на возачот комплетно влијание врз сите системи. Керамичките дискови со диаметар од 400 мм напред и 380 назад се стандардни, како и 7-степената трансмисија со двојна спојка која реагира за само 50 милисекунди. Рекалибрираниот погон на сите тркала може да испрати и до 90% од силата назад, која специјално развиените Pirelli P0 пневматици максимално ефикасно ќе ја пренесат на асфалтот. За да не помине во сенка на овие измени, внатрешноста е дополнета со нова дигитална инструмент табла која возачот може да ја прилагодува како сака. Инфозабавниот систем има нови функционалности, меѓу кои е и Apple CarPlay конективноста. Италијанската едноставност без претерување е задржана, но можностите за персонализација преку специјалната програма на Lamborghini зголемени. Компанијата од Сент'Агата Болонјезе има долга и славна историја тесно поврзана со V12 моторите. Како наследник на суперлативниот Мурселаго, Aventador се појави пред скоро 6 години. Тогаш купувачите чекаа и до 12 месеци за испорака на своите возила. На почетокот беше планирано да се произведат 4000 примероци, колку што за 10 години беа направени од неговиот претходник. Но и покри високата цена, која стартува од 330.000 евра, до лани пролета веќе беа испорачани 5000 возила. Разбирливо зашто нема маж што не би посакал една ваква ѕверка како што е Lamborghini Aventador S. Бојата не е битна. Аудицијата заврши, победникот е новиот Mercedes-Benz E-класа купе. Ја носи истата ознака, но нема многу што заедничко со лимузината или караванот. Го диференцираат пропорциите и двете врати кои го сместуваат во едно друго паралелно семејство на купеа од Штутгарт.
Во елеганцијата која владее со неговите облици, веднаш го препознаваме влијанието на помалата C и поголемата S класа. Дури лесно може и да се помешаат, а деталите што оддаваат се третото странично стакло назад и потенките задни светла. Долгиот нос и мускулестиот заден дел ги спојува телот со меки линии и спуштен покрив. Стаклата во вратите без рамки и недостатокот на централниот столб ја заокружуваат атрактивната, елегантна и префината целина. За разлика од надворешноста, интериерот е полн со луксуз и модерни технологии, премногу е сличен со лимузината и караванот со истата буква. Го карактеризира само благиот допир на неколку детали по кои се разликува. Најголем доказ дека сепак припаѓа на купе се единечните задни седишта. Технокласичниот стил е дефиниран со двојниот дисплеј за инструмент панелот и инфосистемот. Долга листа стандардна и опционална опрема ќе им овозможи на купувачите да го потполнат ова купе по своја желба без исклучок. И тоа повеќе отколку претходникот. Просторот го обезбедуваат за 12 см поголемата должина и 7 см повеќе во широчина. Трите вида осланувања заедно со поголемото меѓуоскено растојание го гарантира комфорот за сите 4 патници. Целиот пакет е заокружен со амбиентално осветлување со 64 нијанси. Моторната понуда ја предводи дволитарскиот дизел со 194 конски сили. Исто толкавиот бензинец е достапен со 184 и 245 коњи, а засега најмоќен е 3-литарскиот Twin Turbo V6 со 333 конски сили. За него 4-матик системот за погон на сите тркала е стандарден технолошки деликатес, а за сите 9-степената автоматска трансмисија. Иднината ќе донесе поширока палета агрегати, меѓу кои барем 2 со AMG ознаки. Што ако реалноста е невозбудливата сензација што можете да ја замислите? Искуси го новиот SUV Peugeot 3008 со уникатен iCockpit. Новиот SUV Peugeot 3008 далеку пред сите. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage, моќно привлечен. Kia Motors Македонија. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Кија Ниро ја започна својата кариера со Гинисов рекорд.
Првиот хибриден кросовер на корејската марка ја пропатува Америка со потрошувачка од само 3,07 литри на 100 километри. Возилото беше стандардно, без никакви преправки, а задоволството на одговорните во компанијата екстремно. Такво и требаше да биде. За патувањето од Лос Анџелес до Њујорк долго 6000 километри на Ниро му требаа 183,5 литри гориво. Заслугата за тоа оди на сметка на новата хибридна платформа, која вклучува бензински мотор од 103 конски сили и електромотор од 32 киловати. Системот е комплетиран со напредни батерии тешки само 33 килограми. За разлика од другите хибриди, преносот на силата кај Ниро е преку 6 степен менувач со двојна спојка. Ова директно влијае на возливоста како и на економичноста, која во фабричките податоци е декларирана на просечни 4,7 литри гориво на 100 километри. Форд на најубав начин им ги честиташе празниците на своите најверни љубители, започнувајќи со производството на ултимативниот GT. Представен уште во јануари 2015-та, овој супер автомобил го крена адреналинот до точка на вриење. Виткото карбонско тело, напредните технологии и мускулестиот изглед го пленеа секој што го виде, макар и само на фотографија. До толку што иницијален интерес изразија 7000 потенцијални купувачи, дури и без да ги знаат фактите за него, цената или пак бројот на конските сили. Тие бројки и во овој момент не се познати. Наместо тоа, Форд кажа дека ќе произведува по еден примерок на GT секој работен ден во наредните 4 години. Ќе бидат направени вкупно 1000 возила, од кои половината веќе се резервирани. Наредните 250 ќе им бидат продадени на оние кои беа прескокнати во првиот процес на селекција. Тоа значи дека новите купувачи на Ford GT на него ќе чекаат до 2020 година. После неколку одложувања, првиот модел на новата спортска марка на Рено е подготвен за соочување со предизвиците. Најверојатно ќе ја носи ознаката Alpine A120 Coupe, како потврда за континуитетот на некогаш славното име. На пазарот ќе се најде доцна годинава, по цена која се уште не е докрај дефинирана. Официјално за иницијалната едиција се споменуваат некои 55 до 60.000 евра. За неа веќе се примаат резервации, за кои на купувачите им се бараат по 2000 евра депозит. Дизајнерски линиите му се инспирирани од минатото, а техниката му е од сегашноста. Ке има централно поставен турбомотор од 1,8 литри, од кој се очекуваат околу 300 конски сили. Развиен е во соработка со спортското одделение на Рено, кое е заслужно и за перформансите над неговото ниво. Од нив ветување има само за забрзувањето до 100 км на час за помалку од 4,5 секунди. Постигнувањето на оваа бројка е можно со малата тежина од овој двосет, која изнесува помалку од 1000 кг. Од појавувањето на првиот концепт на Alpine, кој здраво ја загреа јавноста, поминаа скоро 5 години. Отогаш многу снег напаѓа на Алпите, ама желбите на сите останаа загреани. Најмногу на Рено, кој беше упорен и докрај го истурка проектот. Во тоа не го спречија ни партнерските несогласувања со Caterham, со кој требаше заедно да се развива и произведува ова спортско купе. Но тоа сега веќе е минато. Плановите за иднината вклучуваат бројни перформансни верзии, а веројатно и кабриолет. Очекувањата се Alpine A120 да достигне продажба од околу 7000 примероци годишно. Перформансите и екологијата одат рака под рака кај модерните автомобили. Тоа е случај и со хибридите, посебно оние на Toyota. Денеска на тест ја имаме Toyota CHR, кој модел е пети во портфолиото на производителот со хибридна технологија. Но пред да го видите тестот на CHR, ве поканувам да го видите и записот за новиот, односно новата изведба на мини
Clubman, која доби од неодамна John Cooper Works верзија со 241 конјска сила и погон на сите 4 тркала. Овој автомобил со својот необичен изглед несомнено е дека ќе привлече многу внимание на себе. Мини систематски продолжува со пополнувањето на обновената гама. Во овој зимски период наред дојде чудна комбинација. Караванскиот Clubman доби John Cooper Works спортска верзија. Злобните јазици ќе кажат дека е идеален за најбрза испорака на пица, но тоа воопшто нема да ги поколеба поклониците на марката. За разлика од пред половина век, кога се роди британската икона, новите генерации купувачи не прифаќаат се здраво за готово. Тоа во германското раководство на Мини добро го знаат и затоа сите состојки на нивниот рецепт за успех се оптимално одмерени. Исклучоците се ретки и намерни. Токму Clubman John Cooper Works е еден од нив. Перформансите му се лути до болка. Нив ги обезбедува турбомотор од 2 литра со 231 конјска сила, познат од другите модели на Мини со истата ознака. Разликата е во погонот на сите тркала кој е стандарден. За прв пат спарен со овој агрегат, тој го сместува малиот караван во посебно ќоше на сегментот врели субкомпакти. Опционалната 8-степена автоматска трансмисија само додава повеќе зачин на возбудата во возењето. Бројките се исти како и кај 6-степениот менувач, забрзување до 100 на час за 6,3 секунди и максимални 238 км на час. Брембо со пирачките и мноштвото детали кои посочуваат на спортското облагородување се неизоставен дел од John Cooper Works пакетот. А тој уште вклучува и LED светла, бројни електронски асистенти и посебно подесена шасија. Адаптибилните амортизери се добиваат по желба, исто како и специјалниот издувен систем со 2 цевки и резок звук. Продирајќи во кабината, тој го комплетира амбиентот што го создаваат спортските седишта, педалите од нерегисувачки челики со одветниот управувач. Визуелниот впечаток е дополнет со црвените апликации и променливото осветлување, а за функционалноста на интериерот едноставно не е пристојно да зборуваме. Факт е дека во оваа конотација миксот на стиловите и намената ексклузивно е дозволен само на производителите каков што е Мини. Затоа и малиот караван нема потреба да се докажува ниту против растечката конкуренција, ниту кај поклониците на марката. Прецизната хармонизација на можностите само малку благо е нарушена со цената, која е поставена нешто под 30.000 фунти. Да, за жал, Скопје е во групата на најзагадените светски градови и новогодишна желба на сите скопјани, но и на жители на Република Македонија е да дишеме чист и квалитетен воздух. Автомобилите се обвинуваат за загадувањето на човековата околина, но со солуцијата на хибридни возила тоа полека станува императив за секој производител. Toyota е лидер во производството на хибридни возила. Да не заборавиме дека Toyota е марката која ги донесе хибридите во масовно производство и во продажба. CHR е автомобил кој дава една комплетно нова слика за Toyota. Купе Hi-Ride, едно необично име кое е типично за јапонците, дава и еден многу необичен и несекојдневен дизајн. Погледнете ја само предницата како делува како вистински монструм кој сака да го проголта секого кој е пред него. Купеовската линија продолжува преку целата каросерија со извонредни цитати како што се отворачите на задните врати. А задниот дел со овие кубистички форми кои се ставени и доминираат на задниот дел даваат едно посебно чувство. Поради купеовската форма и несекојдневниот дизајн, CHR делува како многу мало возило. Но да видиме како е на задната клупа.
Просторот на задната клупа, како што гледате, е сосема задоволителен. Возачкото седиште е во положба која мене ми одговара за возење и гледате дека за колената имам доволно простор. Има доволно простор и за рамениците, но веднаш се забележува клаустрофобичноста. Се чувствувате како да сте во бункер. Поради купеовската форма, покривот е спуштен надолу и тоа сериозно го блокира визуелното поле на патниците. Тоа значи дека вие во прв поглед, кога седите позади, ја имате оваа површина и наслонот на главата на предните седишта. Тоа во голема мерка ја потенцира клаустрофобичноста на задната клупа, но сепак ќе напоменам дека на неа има доволно простор. Но престојот во самата кабина не е баш најубав поради визуелната блокада. Возењето на CHR не се разликува од ниту еден останат хибрид кој е подпишан од Toyota или пак од Lexus. Поправо би рекол Lexus, бидејќи поради изгледот и квалитетот на изработката, CHR е навистина направен да изгледа како премиум продукт. Насекаде околу возачот амбиентот е флуиден. Целата идеја на прекршените линии од надворешноста, од екстериерниот дизајн се пренесува и во интериерот. Па така можем слободно да кажам дека CHR е највозбудливата Toyota која до сега ја имам возено. Има поминато скоро година дена кога ја возев новата генерација на Avensis и тогаш заклучив дека Toyota веќе не е автомобил кој само ќе ги задоволи потребите на возачот и безгрижно ќе ве однесе од едно до друго место. Toyota станува навистина емотивен бренд. Тоа го докажува и CHR. Управувањето со него е многу лесно. Лесно можете да возите динамично, но да нема поголеми реперкусии околу стабилноста на каросеријата. Одна што многу ми се допаѓа кај CHR-от е токму тоа чувство. Она што не ми се допаѓа, тоа е CVT менувачот. Тој работи перфектно. Немате проблем ниту со забрзувањето, ниту пак со динамичноста во возењето. Но кога ќе дадете забрзување, ја слушате оваа бучавост, која и не е толку пријатна. Не е пријатна се додека не ја постигнете брзината на крстосување. Потоа нема никаков проблем. Менувачот го стишува своето работење и моторот не звукот од моторот не продира во внатрешноста на кабината. Токму поради тоа се запрашувам зошто Toyota така тврдокорно се држи до CVT менувачот. Тие имаат и знаење и технологија за да имплементираат еден, да кажеме, менувач со двојна спојка кој би работел и би давал сосема поинакво чувство во кабината на CHR. Еколошката оправдливост на овие автомобили е голема. Јас за изминатата километража забележав просечна потрошувачка од 6,2 литри бензин на изминати 100 километри. Иако повеќе ја возев во градски услови со незагреан мотор, сепак економичноста дојде до израз. Ова е навистина хипстерски автомобил. Со него не можете да бидете незабележан. Иако делува на спортско корисно возило, тој воопшто тоа не е. CHR е возило кое наликува на спортско корисно возило, но по перформансите, изгледот и се разбира по цената влага во една друга класа. Може би тоа и во оценувањето во конкуренцијата за ауто без играше голема улога.
имено возениот модел кој го имаме на тест, кој е опремен извонредно, нема што нема во него, па дури и греач на воланот, чини нешто повеќе од 29.000 евра, поточно 29.680 евра. Со ценовната политика тука Toyota влегува во една друга класа, во повисока класа, но ја оправдува не само со магичниот дизајн, туку и со богатата опременост од која многу премиум марки може да бидат посрамотени.